Поздрав и среќен ден, драги наши гледачи. Еве како што гледате, јас и денеска сум во друштво со мојата драга, долгогодишна пријателка Менче Ниник, која што ни доаѓа од Австралија, од Сидне. И секогаш по неколку специјалитети подготвува само за нашата емисија Вкусот на традицијата. Ние се наоѓаме во прекрасниот амбиент во ресторанот на комплексот Златно буре Кучково, а за надвор каквов е амбиентот во моментот не можам да ви опишам. Сонце, пука сонце. Крошните од дрвјата веќе се, така разлистани, држат сенка, убави масички, цвеќиња на секаде, убав воздух, далеку сме од центарот на градот, 20 на минути возење, нели? Но овде уживаме во убавиот пролетен ветер, расцветаните убави дрвја, цвеќиња и така натаму, и ние сме подготвени со тимот на Вкусот на традицијата и Златно буре Кучково за новиот рецепт на денот, кој што директно ни доаѓа од славна Дебрца, така? Така. Менче, здраво живо, добре ни дојде. Здраво, добро ве најдов, благодарам за поканата. Ти си секако поканете и секогаш си поканете. Тоа да си го знаеш, затоа што ти си дел од тимот на Вкусот на традицијата. Секогаш не радуваш, знам дека веќе еве еден месец си скоро во Македонија, но за овој месец не мируваш. Неколку пати си го посети веќе твоето родно место Белчишта, селото Белчишта. Така, за славната Дебрца. И кажи ми, дали нешто е променето толку многу кога ќе дојдеш од Австралија и кога ќе отидеш во твоето родно село Белчишта? Дали е многу променет животот таму? Па не, си терат по традицијата, си се дружат, весели се и нема никакви промени. Некои може да имат некои нови рецепти, али ова е старински рецепт. Сега што ќе ни го подготвиш? Сега што ќе го подготвам, баш за 1. мај бев кај мојата снајка од братучет, од село Средорече Долно. Средорече? Да. А, каде се наоѓа тоа? Блиско е до Белчишта? Па, километар и пол далина, може си одиме пешки. Така? Да. Долно Средорече. Да, и јас јавив дека ќе одам да ги видам, пошто една година не сум ги видела и женава направи многу убав колач. И викам, дај го рецептот, вика, ова е многу одавна, вика, ама вика дека имаме малини, ние вика и си замрзнала жената, нели? Така? Од лани вика и со малини, може вика и со друго, ама сега вако, вика, молим има таму малини во тој крај. Да. И крупни убави благи. И викам, дали може рецептот? Викам, сакам да го презентирам на Алфа телевизија. Викам, може слободно. Баш убаво. Еве да ги поздравиме и жителите на Долно Средорече. Овој ти е средоречки колач, а? Така, да. О, браво, Жената браво. се вика Николина, иначе... Николина, поздрав до тебе, ти благодариме за рецептот. Кола на скратено. Кола. Да. Кола. Ај така да ни збориш сега на дијалект, да ни кажеш некој збор, секогаш е добре дојден. Што се е потребно за овој средоречки колач да се направи со малина? Така, да. Значи, треба 2 јајца, 100 грама шекер, 150 грама масло, 60 грама кисело млеко, 50 грама сок од лимон, пecivo ванила, 250 грама брашно и 100 грама, 150, колку имате малини, толку може да си ставите. И екстракт од ванила. Да, ванила и пecivo. Тавче број 24 е тоа. Да, број 24. Да, значи ова, ако сакате поголема, значи се дуплира. Се дуплира дозата, така. Жената го имаше направено во тавче и јас реков да не правам. Ајде баш да видиме како ќе излезе тој колач. Многу е убав мек и ставаме прах шекер од озгора, откако ќе се подолади. Кога ќе се подолади прав шекер од озгора. Значи, многу е мек, убав, најубав колач вака што сум јадела до сега. Добро, сега ќе го пробаме, ќе видиме како ќе биде. Се надевам дека ќе се погоди. Јас нема време дома да го направам, ама... Кажи ми, кога ќе дојдат странци кај тебе во Австралија, значи австралијанци што живеат таму,
Што најчесто еве за десерт им правиш? Да кажеш еве ова е наш македонски специјалитет. Па палачинки, Е, тулумби, баклава. така може. Палачинки не ги почитувам толку многу, не се, иако ние сме сите растени. Во Австралија тие ги викат crepes. Ние сме растени сите со палачинки и мармалад дома, но значи тулумби им И правиш, правам тулумби, баклава, правам, еклери правам еклери, јо, браво. Раванија. Ајде, мати си и ќе си правиме муабет. Така. Убаво треба да се измакат јајцата, шекерот скроз да се стопи, иначе нема да се дигне колачот. Точно, да. Ти кога ќе ми кажеш, јас ќе ти додавам масло. Да, нека го полека да ставаме чеки рано, уште малку само. Брашно? Не, брашното на Масло. јодади. Аха. Порна страна. Да. Туре. Еве се стори и маслото. И тоа млеко може одма да се стави. Може. Готово, толку беше. Лимоново оцет треба. Прво ќе го тргнеме ова. Да го измешав со него, ма добро, ајде. Не, еве веќе ќе си користиме дрвена лашица. Овели? Со дрвена треба. Ете така. Сега ќе го ставиме прво брашното или лимонот? Лимонот. Лимонот. Ставиме прво течностите. Добро. И екстрактот од ванила, така? И пецивото. Една лажичка доволно Па е. да. Добро. Така. Прашокот за печиво и ванилата заедно. Заедно. И сега Постепено брашното. брашното ќе го сега. додаваме. Оти кога ставаме брашно, немаме миксер. Ајде. Една лажичка ќе ми оставиш за овошјето. Добро. Еве ќе ти оставам за овошјето. Една лажичка, не Една? треба. Да, добро, доста е тоа толку. Ете така, доста е тоа. Се измешува Ти знаеш како добро. ќе го направиш тоа. Да, А овој прав шекер е потоа за наросување. да. За наросување. Значи да добиете една густа каша, што е вообичаено како базата за масните торти. Да, така некако. Но ова е нешто за дополнително затоа што имаме и кисело млеко во него, имаме и лимон. Значи не е баш стандардното, нели? Салфетката, да. Да, повели.
Па ако нека има, нека биде помасно, а? Да, нека е, нека само да го да го наросам, да го намачкам и треба малку брашненце да ставим. Брашненце повели? Ајде. Како дома што си Да. правиме, така, нели? Кога не ставаме хартија, нели си набрашнуваме? Да. Добро. Ја избегавам хартија да ставам, колку што можам, од тие подобро, поздраво. Добро. Е, сега, Повели? овие се малку одмрзнати, кога се повеќе замрзнати или свежи, подобро е. Ама, ќе гледаме сега. Имат малку сок. А што ќе се случи ако и сокот го ставиш и тоа ќе биде прекрасно? Па може. Во тестото да го ставиш. Да го напрскаш тестото после, знаеш? Од озгора ќе Е, видиме. така, да. Тоа секако вие Да. пошто се и пуштени малку. Да. Значи, што е финтата да се стави брашно у нив, за да не се распаѓаат вака цели да си останат во... А, така. Се овие ќе се растурат малку и во печењето, ама тоа е тоа. Добро. Да. Значи, према условите, дај тоа да ги ставиме сега тука. А тука се ставаат. Да, и треба нежно да се промеша сега. Аха. Од Ето. Од озола нагоре ќе мешаш. Ти ке мешаш, добро? Добро, да. Ајде. Така. И сега, негдека Чекай ќе да има видам. поише, негдека помалку. Леле, лимонот, ванилата и киселото млеко. Многу убаво. Значи, какво чудо има направено. Овој тие селски колач, што се нашло дома, киселото млеко домашно е, у нас има крава и си вади кисело млеко. Аха. Сега ќе го тураме и Ова му доаѓа и како киснато тесто личи. Леле, како кајмак е. да, од киселото млеко е вака. Добре. Себе ќе ти гледаме лажица малку. една. И ова да си помогнеш. Еве ти ова течноста, може малку да напрскаш од озгора, нели? Да, тоа секако сега ќе се растури, ама убаво е кога се цели вака. Незините беа цели, дека замрзнати, за да биде рамномерно ова тестото. Добро. Сега стави малку и од ова. Сега, Е така, баш ќе го нашара жолтото тесто. Супер. Одлично. ете На така, колку степени вака печеме? изгледа. На 180-35 минути. На 180-35 минути. Ќе го чекаме да се излади, ќе го наросиме со прав шекер, а вие чекајте на нас за да ја пробаме, да го пробаме овој колач кој што ни доаѓа рецептот од како се викаше местото? Средорече. Средорече, од Средорече, средоречкиот колач со малини. Даде, од кола колачот. Драги мои, еве се испече овој прекрасен колач од Средоречие, така? Навистина, толку убаво мирисаше на ванила, на малините, на лимонот, нешто прекрасно. Го наросивме со душа, еве го како се сече душичка. Го наросивме со прав шекер. Ајде, менче,
прво на тебе ќе ти ставиме. Thank you. Повели. На здравје нека ти е. Здравје да имаш. Така. Леле, колко е мекичко. Значи, мекичко, гледај, лапни голдни ќе биде ова. Лапни голдни. Па и не ми треба да ти кажам вилушка и нож за ова убавина, не ми треба вилушка и нож туку со рака. Многу е крепко, многу е добро. Нели? Еве ќе почнам од кај малините. И јас да ти кажам од кај малините. И доволно е високо. Значи, како можеше тестото? Погледнете како е. Еве. Сунгер. Сунгерче, еве, видете. Значи, од сега за база на колачиње ќе го користам овој твојот рецепт. Значи, јас ставам шекер, брашно, масло, ванила, пециво или млеко или кисела вода и така натаму. Јогурт. Или лимон, цеден еден лимон, тоа си го направи своето, киселото млеко си го направи своето и вкусот на малината. Прекрасно. И овој колач не треба да е многу висок, пошто е колач, не е торта. Права празнична торта, колач. И за ужинка, и за пладневното кафе, чај, во друштво со пријатели. Значи, кога ќе ви дојдат саканите, гледате колку брзо се прави. А сите состојки ги имате дома во секое време. Тоа ми се допаѓа. Кога нешто не треба да идам специјално. Да земаш, да. Да го земам. Јајце имаме, имаме масло, брашно, шекер, значи во секое време. Да. Ти благодарам многу за идејата, што го сподели со нас рецептот. И менче прочитав една многу интересна поговорка, но толку ме освои, што долго време размислувам. Знаеш ли што вели? Вика вака. Се влюбиле птицата и рибата, но каде ќе живеат? Знаеш ли што стои во сето тоа? Колку размислување има? Тоа е алегорично кажано, значи токму така. Рибата е во водата, птицата во небото, каде ќе живеат? Така и за луѓе кои што не се сродни души, а ке се влюбат и така натаму. Дури и за работата е така. Или кога викаат не е успех да работиш тоа што го сакаш, туку да го сакаш тоа што го работиш. Да. Така. Но мојата внука Јана што би кажала, бабо, живот. Тоа е живот. Ве поздравуваме, се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Довидување. Здравје.